Копи-пейст протокол за лекување на ковид пациенти со ефтиниот лек ивермектин. Матични доктори обвинуваат дека од лекарската комора добиле скандалозно и сомнително упатство за употреба на лекот ивермектин кое било украдено од научно, немедицинско списание. Доктор Ненад Лазаров вели оти дописот без потпис и печат од службено лице им бил доставен само на дел од матичните доктори, не на сите. Јас се уште верувам дека ова нека скриена камера или некоја шега, бидејќи текстот кој што беше дисперзиран од официјални мејлови на лекарска комора, позади кој што текст на жалост денеска и министерството излезе со соопштение дека е официјален протокол, е всушност чист плагијат. Тоа не може ни плагијат да се нарече, бидејќи кај плагијаторството барем еден дел има авторски на новиот автор. Значи овде збориме за копи-пейст. Текстот како текст, содржината е коректна, нема медицински невистини во тој текст, меѓутоа не кореспондира со насловот на тој протокол, бидејќи во текстот документ што ни е пратен нас на мејлови како матични стои дека се работи за стручно мислење на стручниот колегиум на пулмологија. Лазаров се надева дека ниту еден од неговите колеги терапевтскиот третман на своите ковид позитивни пациенти нема да го темели на еден ваков, како што вели несериозен и непрофесионален допис од надлежните институции. Инсистираме на еден протокол кој што ќе има потпис и печат долу на него и кој што ќе биде званичен официјален документ, став дали на Министерството за здравство врз база на стручен некој си колегиум на пација врз кое што ние како лекари ќе бидеме заштитени првенствено зошто и како ќе го даваме тој лек и најбитно е да бидат безбедни пациентите. Алфа за ова став побара и од лекарската комора, откаде бил испратен документот, но оттаму ни одговорија дека тие само го препратиле, она што го добиле од клиниката за пулмологија. Од пулмологија пак во одговор на новинарско прашање велат дека стојат зад препораките во кои случаи и во какви дози се користи лекот, бидејќи воведот за тоа што представува ивермектин бил универзален и постоел уште од 80-тите години на минатиот век. Кои доктори од стручниот колегиум стојат подпишани за протоколот и кога тој бил изработен, прашавме и во Министерството за здравство. Оттаму ни одговорија дека мислењето за употреба на лекот до кабинетот на министерот го доставил професорот доктор Дејан Докиќ, координатор на ковид центрите при интернистичките клиники. Од Министерството за здравство велат дека имале целосна доверба во стручната експертиза на тимот назначен за изработка на протоколот и поради тоа го испратиле до матичните лекари.